Ова не е нарачан текст. Напишан е самоволно и одуплав да не ни се повљадити македонскиот адет во молк и бездостоинство, да се разотидеме по оваа темна премиера. И не е текст кој говори за доблестите, добродетелите и дарбите на нашиот драг Ацо. Не е биографија. Не е список на уметнички постигнувања и признанија. Овој текст е прашање. Пилатово прашање. А какво е прашањето на Пилат, Понти? Рече Исус: Јас се родив затоа и затоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој кој е од вистината го слуша мојот глас. Пилат му рече: Што е вистината? Што е тоа вистина? Тоа е прашањето. Јас не наоѓам никаква вина во него. Тој беше многу приступачен човек, многу се трудеше, многу се залагаше, поготово за театарот. Јас го сметам како учител, од него научив многу работи. Беше човек кој држеше за ред, дисциплина човек со своји принципи. Може би тоа го правеше толку успешен. Учествуваше навистина во целата таа огромна продукција на тогашната млада, ентузиазирана, македонска телевизија. Значи, тој ширеше една енергија, добра, работна енергија околу себе, знаеше да ја мотивира екипата и имаше харизма. За него има навистина многу да се говори, бидејќи тој беше присутен во областа на театарот, а исто така и на телевизијата, повеќе од 4 децении. Ацо Алексов како режисер телевизиски во оваа куќа е врзан со многу создавање на многу телевизиски програми за деца, пред се играни програми за деца, меѓутоа и новогодишни и забавни. Неговото име секако е врзано со најпопуларните серии од постариот век, од постарото време се првите Цутови, а после тоа е она серија Умни глави која што ја гледавме во 120 продолженија. Тоа се должи пред се на неговата комуникација и успешност за комуницирање со децата, а пред се на неговата професионалност и знаење она што сака да го добие, како да го излече од децата. Она што мене ми е многу важно и некако го чувам како дел од себе откако Ацо Алексов го заврши својот животен век, е тоа што неговото последно снимање беше токму со мене во серијата емисии Моето детство. Ја снимавме некаде октомври месец, само 3 месеци пред да го заврши својот животен век, и поминавме 2 преубави дена. Во нашето време, ако може така да се каже нашето време, се делевме на луѓе кои играа во оваа мала или во онаа мала или во онаа горната мала. Јас имав таква среќа, ќе видите една фотографија, кај што играв само со девојчиња. И во тоа време бевме прави архитекти. Игравме, како се вика, играме куки. Правиме куќа, правиме фурна, правиме бакалница, па продавница на други работи и све. И работите беше во тоа, све тоа ќе го изградиме, ќе направиме и улици. Меѓутоа, бидејќи немаше многу машки, и јас бев и таткото, ајде татко да ја однесеш хлебот на фурна, и ќе го однесем хлебот на фурна, па пак ќе дојде фурнаджија, готов ли е лебот, па јас ќе одговорам. Биле сега уште малку, така да ја бев и бака, и фурнаджија, и татко, и мајка, и све. Така тоа знаеме да го играме по цел ден. Като дете многу добар беше, мир, игра, јас и туку по ројо, с деца, они до колен и до тако си го говореше. Се убаво беше. Характер имаше убав. Ке дојде стрино, чичо, мобет, ке тук ке дојде с него, мобет. Многу беше добар. После јас растев со многу голема фамилија. И од кај таткови, и од кај мајка ми, ние имаме многу деца, многу братучеди.
А како се живееше во семејството, значи со колку сестри, браќа, како беше оној живот, домашен живот, фамилиарен, семеен? Па да не би можел да го издвојам нашиот живот, затоа што ние многу рано станавме без татко. Јас бев на 5 години кога умре татко ми, сестра ми на 7 години, а брат ми се роди на месеци пред 2 после смртта на татко ми. Така да некој сам у тој поглед фамилиарен живот не би можел да се похвала многу, било и доста тежак. Меѓутоа, од чичковците, од војковците, од тетките, бевме сите као една фамилија, така да, ако се земе дека тоа е фамилијата, мислам дека многу добро живеем. Во средна школа, тоа е многу интересен период, кога се учиш и во сабота, во неделата беше акција до ручок, а по ручок, слободен се, тоа ние идевме во планината. Ние стално сме биле во брдата, горе, во шумата. Меѓутоа, игранки, што спомнате превеска, сега почнуват игранките во средната школа. Меѓутоа, не можеше да има игранка ако нема културно-уметничка програма. Така да еден мој другар после стане професор во земјоделската школа, Васе Манолев, ја, Чапраганов, доктор Чапраганов, брат му, една група. Секоја недела мораме, односно сабота вечер, да припремаме нешто, дали рецитација, дали едночинка, дали песни, дали, да има културно-уметничка работа, па после тоа да има игранка. После кога завршив школото, по наредба на Министерството даваше решение, бидејќи бев одличен ученик, почнав бев за никаде, сега бев одличен ученик и добив од Министерството решение да бидам професор на Нижа земјоделска школа во Велес. И таму преминав еден известен период и после по враќањето отидов право во театар. Се кажа, вие ќе примете во театар, те примеме. Меѓутоа видов јас дека тоа ќе примете во театар не значи ништо, бидејќи ја немам никаква подготовка. Образование. Да, образование за таа професија немам никакво и имав огромна желба идам да студирам, ако тоа беше тоа многу тешко. И тој чув дека во Белград постои таква академија. Отидов се пријавив, имаше огромно луѓе, 1500 и нешто, кандидати од 3500, нас негде 8 души, ја тука на фотографите гледам, завршивме. Во класа за? Во класа за глума, бидејќи јас сакав режија. Јас отидов да режија, меѓутоа немало кој да ми справи, не сум знал шо е за режија, шо е за глума, как треба да се справи. И јас сум се справил за глума. И професорите ми викаат, чекај дете, зашто ти сакаш да идеш на глума, на режија, а не на глума? Ја видам, ние немаме режисери, и они ми објаснија дека ако останам на глума, исти професор е и на режија. Ке идеш и таму, под Б, ке слушаш режија, а овде ќе студираш глума, ќе имаш уште 8-9 предмети кои се однесуваат на техника на говор, на техника на дисење, на сценско движење и мачевање и пуно стручни предмети, кај што ако си на режија нема да ги учиш, а на вашите актери во Скопје тоа многу повеќе ќе им треба отколку да си ти сам режисер. Значи работеше многу за деца. Дали има нешто што е пресликано од твоето детство во оно што си работил за деца, например, во некоја серија? И нешто што си сакал да го покажеш, она што го носиш во себе од детството, да го покажеш токму во нешто што го работиш за деца? Видите вака, да се занимаваш со нашата професија, дали е режијата или глумата, за мене тоа исто е, мораш да бидеш дете. Мораш на една работа да и веруваш. А лукав човек не верува. Лош човек не верува, само чист човек. Детето, оно верува во све. Така да и нашата професија е таква да мораш на се што се случува да го веруваш. Дали сум
внесел нешто во работата, бидејќи сум работел и театар многу, представи за деца, на радио исто така сум работел, па еве и во телевизија доста. Јас мора да ви кажам дека во секој проект го имало моето детство. Дали тоа се гледало или не се гледало, углавно јас секој пат сум поваѓал од тоа. Много интересно е тоа да се каже како можеш да работиш со деца. Мене децата ми беа со сета своја наивност и со сиот свој греф што ќе го направиш, тоа толку симпатично делува, затоа што во него нема злоба. Него може да му се случи нешто по некоја причина, да се покаже нешто. Нешто му се случило, па ако на тоа не достига разбирањето на режисерот, детето веќе оттргнат од таа професија и бегодне. Честит, Кадио. Јас ке ги донесам друшките од белегзиите и прстењето. Само дај ми 40 дена рок. Па тогаш ке видиме чии се. А ако се негови, честит Кадио, тој нека ги донесе. Добро, добро. Така нека биде. Кој ќе ги донесе друшките, негови ќе биде. Добро, добро. Аха, до тогаш, дај ги вамо. Јас ќе ги чувам. Дипломира на Театарската академија во Белград во класата на професор Јосип Кулунџич, 1958. Работел во Народниот театар Струмица 1950 до 1959. Во Вардар филм 1960-1961 и во радиотелевизија Скопје, Македонска радиотелевизија 1961-2000. За мене тоа е историска фотографија. Ова е фотографија од екипата што ја реализира првата македонска телевизијска емисија што се емитуваше во Белград, преку телевизија Белград. Тоа беше екипата која се избори да на македонскиот екран се пишува со кирилица, а не со латиница. Музиката беше Абре Македонче. Да, тоа беше тој наш сигнал и јас драго се сеќавам на него. Како се развиваше македонската држава, така се развиваше и културата во неа, па почна со својот развој Вардар филм и нормално беше дека ја бара своји полиња за работа и на друго место осен театарот. И нормално ме примија во Вардар филм, работев као асистент една година. Во тоа меѓувреме за нас телевизијата беше една голема непозната, затоа што гледавме доста филмови, нешто знаеме од филмот, али за телевизија баш многу немавме знаење. И кога се распиша конкурсот, не треба многу да ве буни, зошто баш мене ме примиле за режисер во телевизијата, затоа што немаше и многу образовани кадрита. Таа телевизија се состоеше од едно сопче од 5 души. 20 режисери, Ацо Алексов и Благој Андреев, еден снимател Прличков и ја као втор. Ние добивме некоја стипендија од француската влада, така да отидовме еден тим, ја, Ацо Алексов, Кафе као новинар и Елза Джувалековска како стрип герл. Бидејќи она имаше и афинитет према режија, така да таа едукација траеше 2 месеца, во која ние посетувавме разни студии, учествувавме во снимање на разни драми и така да добивме едно искуство на пренесување на што е телевизија и телевизискиот медiji у презентација на тоа што се дешава. Многу дискутиравме меѓу себе, што е, како е. Почнавме не со телевизијски емисии, затоа викам почнавме со филм. Првите работи што ги праќавме од овде беа прилози, али снимани со филмска камера. Имаме една филмска камера и правиме прилози со таа филмска камера.
Се спремаме многу студиозно за секој прилог, правихме сценарио за секој прилог, одговорниот како директор, како сака да го кажете, Димче Божиновски, мораше секој сценарио по 5 пати да ни го врати, за да го доработиме, под кој ќе беше тоа све готово, ја ќе направив книга снимање, па и од тоа кој се прегледаше, тек тогај можеме да отидеме да снимаме. Однесени се годините на небитието. На овој кат од Скопје ќе влеземе тивко во домот на Димо Тодоровски, денес професор во школата за применета уметност во Скопје и најеминентен македонски вајар, за да го навредиме спокојството на неговиот свет, создаван во овие наши творечки години, во едностојно пластично оформување со намера да му дадеме должен респект. Видите како ги прегледам фотографиите од тоа време, а и сигурно и во штампата ги имате објавувани. Сите ние режисерите имаме некакви слушалки, како камераманите се што носат на глава. Сите ние бевме врзани со некакви телефонски линии. Ако сакаш да комуницираш, мораш со сите, со таа не сега што имаме техника да стиснеш едно копче, сите исто време те слушат, него мораш на секој поединечно да му се обраќат. И така да не зборувам како го концепира првиот телевизијски дневник од моја режисерска страна, бидејќи се знаеше вестите ние ги добивавме од Радио Скопје и на прилози што снимавме ние. Така сите луѓе кои работеа на реализација на тој телевизијски дневник добиваа по еден примерок од дневникот да го читат, бидејќи другачија комуникација не постоеше. И плюс тоа, јас цело време викам, зборува. Меѓутоа, да кажам дека и тоа е еден чекор у совладувањето на тој телевизијски медиум, кој не секој пат кај нас наидуваше на добар одзив. Не знам зошто, ама изгледа тоа не е судено на нас македонците, не секој пат имаме некој што во нешто мора да не кочи. Морам да го кажам случајот дека од кога сите се израдувавме, кога го пуштивме телевизијскиот дневник, дојде генералниот директор Тозија и ни каже, знаете што? Што? Не искршија, вика, светлечата фирма на радиотелевизија Скопје. И после чувме, ни се јави по телефон. Зошто? Затоа што сме го прекинале белградскиот дневник, а сме пуштиле скопски дневник. Значи, кога размислувам за колегата и драгиот пријател Ацо Алексов, не можам да не мислам на тоа дека фактички тој е тука некаде, низ ходниците на македонска телевизија, затоа што кога исчезнува физички човекот, фактички не исчезнува она што го отстава зад себе, односно што го вградува во другите луѓе. Бре, очке спасе, бре, па јас сам викнаја, бре. Видиш ли га? Тефтер, Разике, ај там, на тезгу. Овој тефтер, бе, не аладжински, бре. Викнаја сам едну овчицу, ќе го стрижемо малко. Синеф, бе! Кажи, Даскале! Синеф, оди ова! Кажи, Даскале! Оди ова, бе, Синеф! Колку арти су довојра килоната? Колку? 10 кила, Даскале! Колку? 10 кила, вика. Па сакаш ли да артиш 15 кила? Е, кажи, де, како? Па, ој... Пуни ги чоканчиња до горе. Куде се сетиме, Даскале? Тај. У лице! Не беше причината за серијата Диалектот, авторот е од тој крај, случките што се случуваат се од тој крај. Меѓутоа, сакам да кажам дека зошто се одлучиме на диалект, затоа што и тоа и сега сметам дека диалектите се богатство на нацијата и кога се употребува еден диалект, мора да бидеме чисти во него. Едино што можем да кажем дека со голема желба и со големи напори сите артисти и сите учесници во серијата се трудеа на вистина да зборуваат кумановски, а за таа цел ние ангажиравме и двајца лектори кои ги учеа на куманово. Останува секој пат
мислата дека филмот, театарот и телевизијата се музеи за јазикот. А бидејќи ние имаме многу дијалекти, би сакал да не се злоупотребуваат. Нека бидат чисти као што беше чиста серијата Шути и рогати. Јас бев почетник, меѓутоа ја имав таа среќа да бидам со Ацо кој што беше благ и секогаш со хумор. Не беше некој да се плашам од него, така да мојата кариера почна со убавиот пристап на Ацо и јас ја играв тогаш улогата на Рајна, една девојка во село, која што ја бараат двајцата важни луѓе во селото, најважните луѓе. Може да се каже дека јас и сите другари мои што работеме на телевизиската програма уште во почетокот, бевме осудени да трасираме еден пат. Така во тоа трасирање на тој пат, ние немавме друг избор. Ние мораше да го трасираме патот. Усвојувајќи ги жанрови